Младата кубановка Ивона Јовановиќ 2 сезони учествуваше во талент шоуто Звездите на Гранд. Иако беше фаворит меѓу жирито, сепак таа не успеа да победи, оти како што ни рече пресудни биле незините килограми отколку незиниот глас. Пофалби до Ивона стигнаа посебно од Јелена Карлеуша, која ја нарече Ферари меѓу голфови, но како што вели Ивона, ни тоа не било доволно да влезе во финале. Пејачката за прв пат пред камерата на Ексклузив зборуваше за вишок од килограми кои биле главна причина зошто била малтретирана од соучениците и како тоа ја мотивирало да започне процес на слабење. Во моментот ќе ти речам дека ќе цитирам Карлеуша, седам со Ферари или Мерцедес, како беше? Ти си такав Ферари у овом такмичењу. Па денес одлучив да бидам Ферари, вчера бев Мерцедес, зависи. Колку ти значат тие комплименти од една голема звезда како што е Карлеуша? Па мислам дека нема човек на планетава кој што ја знае нејзе, на кој што би можела таа да ги упати овие зборови, а да не му значат. Мислам, некој да ти каже дека си Ферари, а ти при тоа да изгледаш и да мислиш од твојот мозок дека таа ќе те навреди и дека ќе ти каже дека си дебела, да добиеш тоа од неа, мислам дека и како треба да ми значи. Слабееш? Да, слабам, работам на себе затоа што веќе не се чувствувам дека сум полна со самодоверба, како што бев пред година дена, да кажам, и работам на себе само заради себе затоа што тоа ја што го носам во себе некој не може да го види, не се гледа со очи, со голо око, но се чувствува. А ја, ако се чувствувам убаво, ќе се чувствуваат и другите околу мене убаво, така да работам на себе и горда сум што конечно онака почнав да работам на себе, направив и важа со таа цел make yourself proud, за да кога ќе ја погледнам да знам дека за себе. Имаш фантастичен вокал, тоа го знаеме сите, го знае Македонија, го знае Балкан, го знае Карлеуша. Дали мислиш дека не помина затоа што си дебела? Апсолутно. Тоа е мојот изглед секогаш бил онака пречка за у тие води. Секогаш беше мојот изглед затоа што Јас знаеш како велам, доколку не ме поддржуваш во моето најлошо издание според тебе, не ме заслужуваш во најдобро. Нема зошто да ми е криво. Затоа што очигледно, како што каже Карлеуша, продукцијата сама не ме заслужува. Не знам зошто. Имаш ли проблем во училиште? Да, многу проблеми. Во суштина таму почна и целата моја приказна. Ја у 4-то деление го открив талентот за пење, до 4-то деление никој ништо не знаеше за мене. Никоја сум ништо сум, така бев повлечена девојче во клуб кој што имаше вишок на килограми уште од мала и често на улица додека се враќав од училиште знаеа да ме стопираат, да ме извреѓаат со најгрдните зборови кои што постојат на планетава Земја, кои што никогаш не би ги изговорила на најголемиот непријател и се враќав дома расплакана. Но имав среќа што бев блиска со мајка ми, со татко ми, со баба ми, кој што ме чуваше тој период, па ми објаснуваше како и што треба да правам и како треба само да го земам ранецот кога ќе ме бутнат и ќе ме турнат, да си го земам да си продолжам и да научам од тоа како ја не треба да се понашам. Како не треба да ја судувам без разлика луѓето како изгледаат и како се чувствуваат и што си како се, дали се црни, дали се бели. И од тогаш почна моето созревање, патот на моето созревање. Сега сите ми велат дека немам ја памет на 22 години, сите ми ме прават дека имам 30 плюс. Тоа е тоа што ме донесе до овој степен. Тоа е тоа што ме направи ваква, ме вреѓа. Сега преокретот се случи кога ја у 4-то деление имавме една приредба на училиште во која што го открив ја дека имам суштина талент. И кога се истакна мојот талент на пеење, кога сватија дека сум ствари звер, затоа што ја кога вака може да ме видиш на улица и да не изгледам некако зверски, ама кога ќе застанем и кога ќе го отварам грлото, стварно сум баш лав, како што сум и у хороскоп. И почна да се менуваат работите, почна акцент и фокус да стават на мојот талент, а дебелината да повлека позадина. И многу ме е смешно што сега на настапиве у паб, истиве луѓе седат на овие места, тие луѓе кои што ме гурка и ме турка и ме велаат дека сум дебела слушаат, а јас со гордост стојам таму и пеам и ги забавувам затоа што знам дека вредам. Дали може и да ми ветиш дека до јули ќе ослабеш колку што сакаш, а јас ќе ти купам првото бикини?
Нема да ослабам колку што сакам. До јули мојата цел е ќе стигнам до минус 20 сигурно. Добро. Така, а за бикини може, ама пак ќе носам едноделен. Наредното лето ќе ми го купиш на јабалото. Зашто сакам спорт. Договорено се кладиме. Имаме документирано? Да. Добре. Бикинито ќе биде црно. Јас сум Ивона Јовановиќ, а вие гледате ексклузив на 1 ТВ.